Па где јој е глава? Све само ноге, сиса и гусице, где јој е глава? Мрш срам те било, перврзнячино една, ова е легендарната сцена од Тесна кожа 1, кога еден фотограф у години доаѓа кај бабата да ја ги даде фотографиите од фотосесијата на незината внука и кој ќе види на сликата се само сисе, ноги и гузице и кој ќе го избрка. Тоа ви е описот за она што се случува денес у овој западниот свет, нешто се возбудивте за Оскариве, демек победил филм кај што не знам ова у овој фазон. Где е глава? Значи не вреди да се коментираат Оскарите. Ја не знам зашто тоа уопште не знам. Зашто тоа уопште више некој го гледа, тоа е станато на ниво на Евровизија, нешто малце над некој за една липтичка погоре, али тоа е тоа генерално. Мислам како да ви кажам, него гледам у ист фазон се овие СДС, гледам активни на терен, млада енергија, млади дечки донеле, па нешто по штабови, па средба со членовиве, па нешто тамо, демек пишуваат атмосфера на високо ниво, расположението се крена вака кој ќе фрлиш поглед унутра вака од надвор, кој ќе видиш како седат. Свесен си дека си бил и на повесели погреби, али нема везе, битно е луѓето да се лажат дека нешто прават, дека се унагорна линија, нагорна путања, а нигде глава, све само ноге, сисе и гузице. Е тоа остано од СДС. Него да ги прашам вака нешто, шо стана бе со овој нивниот идеолог, се гледаат ли уште со овој љубчо со Б, уши им ја пуни главата, уши им го пере мозокот со бугараштини. Ај прво излезете бе вака као мужи, кажете дека кај сте со бугарашињево прво. Видиме дали нешто вистина сте сменили у глава или си останавте на истите позиции, дека шо е битно, кој сме, шо сме, дека битно е да се гледа напред кон иднината. Со шо гледате кон иднината? Со сисите или со гузиците? Мислам, како да ви кажам, исто гледав еден наш на некоја телевизија, збореше за како Европската унија, членките на Европската унија биле воено понадмоќни од Русија и дека кога би дошло до војна меѓу ЕУ и Русија, дека она што Русија можела да го произведе како оружје за една година, за 15 години, Европската унија, кога би се ставила економијата во воен погон, би го произвела за една година. Абе, кај ги наоѓате овие сподоби, бе? Кај ги наоѓате, бе? Како ги викате емисија? Заре може некој, било кој нормален да поверува на таква работа? Дали прво тој самиот, не, они сами се веруваат, они се не знам како да, поима неам од која провиненција, типот не е ни важно. Прво треба да знае дека она што го носиш, она што го облекуваш, не те прави тоа што си вистински. Оружјето што го имаш не те прави тебе супериорен ако немаш срце, ако немаш чувство за саможртва, за патриотизам, за љубов кон татковината. Се она што го има, да кажеме, рускиот народ, пошто е познат и поради што добил толку многу војни. А остаи друга работа што е страшно проблематична неговата теза дека Европската унија би го произвела истото оружје за една година, Русија што би го произвела за 15 години. Дечкове, прво, Европската унија нема ни приближно таа моќ да произведе дури некој прототип на суперсонична ракета со боеви глави. Толку се далеку прво таа. Прво НАТО е далеку. Америка уште не успеала да произведе пресретно, што ќе може да ги пресретне ракетите како тие
тие ракетите Орешник што не спаѓаат во нуклеарно оружје, но и то како може да нанесат далеку поголема штета од другите конвенционални ракети. Значи, многу е глупо се уште да слушаме вакви тези, кога гледаме што се случува реално и уште да се држите до идиотските тези на Европската унија дека на Украина мора да и се помогне, дека ова дека она пуштени се по вода. И едните и другите. Го видовте тоа на конференцијата на Трамп и Зеленски. Значи, Трамп е можеби удава за многу работи, а он после атентатот, двата обиди за атентат, изгледа имаше некоја епифанија, проблесок, и човекот почна да верува дека е под директна заштита на ангелите и може тоа беше тригер кај него стварно да се наметне толку жестоко, толку агресивно како миротворец, да кажем. Без разлика што интересот за смирувањето не е мирот да се придонесе за постигнување мировен договор во Украина, туку средбата помеѓу американците и русите ќе биде за поделба на Украина. Никаков мир. Мислам, мирот кој ќе поделат Украина, кога ќе се договорат. Тука и Украина веќе не е играч, како што не е ни Европската унија веќе тука фактор. Никаков фактор. И така да кој ќе слушнам некои вакви типци што ги носите на телевизија, стварно е смешно, дегутантно, депласирано. Абе, срамота. Подобро викнете, барем ако викате такви некои дилајли, викнете со него некој што знае да му парира на тие глупости што ги кажува, што ги каже реално како се работите, или барем приближно ќе се обиде на некаков начин да му укаже на соговорникот, да го исправи, да му каже колку се еден ако има проблем со сметање, со математика и така натаму. Така што да бидеме среќни ако овие двајцава мангиве седнат и ако си кружат рака и да се договорат, барем ќе куртулиме од некоја голема заебанција пред кај што светот стварно се наоѓаше на секунда до катастрофа. Па да видиме шо како понатак. Значи, не можете у тој свет на титаните да идете само со сисе, ноги и бузице, а глава нигде да вие нема. Не може едноставно. Затоа таа легендарна сцена, го почнах излагањето со таа легендарна сцена од Тесна кожа 1, кај што мислам комплетно е... Чекај, Сергеј, ова е Сергеј од Руска амбасада. Еве го, сега седиме тука, да не има некои овие недоумици. Кои се моите пријатели што седат на мојата маса? Тоа беше Сергеј. Кој го знае, отиде нешто да земе, нешто ми кажа, ама појма немам. Него не разбрав, пошто не кеше да ме омете овакво у моето излагање. Така што исти абе како е скалав да сте правени ова. Ој СДС, тие сите околу нив сателитчињата, ова. Па где вам е глава? Без глава нишо. Кога ќе загубите, џабе после муавети. Али многу позебано е што пред да загубите главата, го загубивте достоинството. И не знам зашто уште се држите до тие наративи глупави кои што више не функционираат. Помирете се. Ова се раѓа еден сосема нов свет. Сите сме сведоци на една голема историска промена. Па ја би рекол дури, нема да претерам да кажам цивилизацијска, но голема прераспределба на моќта. Ова што сега се случува во светот, ако успеат да истираат работево до крај Путин и Трамп, може да биде вовед во некои помирни, попросперитетни декади на цивилизацијата. Ама ако некој
тоа го спречи, што е се големи можностите дека може да го спречи. Оти знаете како викале старите арапи, тоа биле едни многу мудри луѓе. Имаше еден филозоф Ал-Газали се вика, арапски, јас ќе го кажам. Викаше вака: ако едно нешто се случи еднаш, не значи дека ќе се случи втор пат, ова за све важи. Но ако се случи втор пат, бидете сигурни дека ќе се случи и трет пат. Многу опасна ситуација во моментот американскиот претседател после потезите што ги презема радикални, би рекол длабински, се фати во костец во борба со многу моćни елити структури. Веќе имаше во последниве години една-два обиди за атентат. Затоа највише мислев кога ја кажев оваа арапска крилатица која што често е едно потребувано филозофот од не знам кој век тамо, Ал-Газали. Да видиме. Оти, за жал, американците имаат лоша навика да си ги убиваат своите председатели. Се гледаме.